Стапо. Го фати да го удира, пога сам удира. Ама вистина така беше, сакаш, верувај, сакаш, не верувај. Бабо, ме изнасмеа. Леле, убаво што дојде, да не седам сама, да си поправиме муабет. Леле, убаво кафе. Многу убаво. Готово. Го испи? Го испив. Сполајте. На здравје нека ти е. Здрава да си. На здравје нека ти е. Туку, ајде јас да си тргнувам, оти многу работа ме чека дома. Млада си, Керко, ке сработиш, вие младите бргу работите. Поседи уште малку, Абе, млада сум, ама домакинот ќе ми дојде, а јас уште ни ручек немам направен. А сакаш да ти гледам на кафе? Знаеш, оти знам да гледам. Знаеш дека знам во филџан да гледам и погодувам. Мори бабо, да не пукниш ме кандис. Кандисам, ајде сврти го, да видиме што кажува и што пишува. Ајде. Ајде да видам што ќе ме излажеш. Јас да те излажам? Не сум јас од оние циганките што лажат, не. Што пишува, тоа си кажувам, Керко. И не рекле за џабе, ако баба лаже, кафето не лаже. Ајде, што гледаш? Да го... Само ова. И вака ти подржи го моето, да видам дали убаво се исцедило. Шарено. Сега ќе видиме што пишува овде. Ај! Што? Керко златна. Знаеш што имаш? Парите чекаат тебе, големи парите чекаат. Пари. Колку толку дал Господ за пари. Ама не, голема пара овде те чека, Еве вака. Чекај да видам што има друго. Ви се отелила кравата. Од кај знаеш? Еве овде пишува, се шегувам. Степаница ми кажа дека се отелила. Голема мајтамчика си. Друго што гледаш? Друго што гледам. Да видам што гледам. Вака. Овде гледам нешто. Керко, ти чедо си немаш. Немам, бабо. А што чекаш? Колку време си мажена? Што чекаш? Времето си врви, Знам, мори бабо. Ајде, кажувај ми за тоа повеќе. Затоа и го почнав тој муабет. Гледам овде за челат. Тебе среќата, Керко, ти е во друга куќа. Во друга куќа. Како така, мори бабо? Еве овде пишува, не лути се, ама... Не, скрајада е, не. Во куќата на комшијата. Овде така пишува. Челата ти е во куќата на комшијата. Јас ке си одам. Ама би... Се заседавме. Со здравје. Со здравје да ми одиш, Керко. Ете. И јас, уста олкава. Ја растажив. Вистина така пишува. Вистина, челата е во куќата на комшијата. Добар ден, домаќинке. Добар ден, домакине. Ама што е работата сега? Оти си ми вака нерасположена. Ништо. Кажи, гледам оти нешто те мачи. Ништо, бев
нагости кај соседката Срмена. Ако и? И таман решив да си одам и рече да ми гледа на кафе. И? И ми кажа нешто што не сакав да го чујам и ете. Затоа сум така нерасположена. Амари до мајкинке. Бе, јас не знам оти си ја мачиш душата. Женски будалалаци. Не треба многу да веруваш во такви работи. Ме слушаш? И гледала на кафе. Може и ти си прав пак. Прав сум. Јас секогаш сум прав, ама кој ме слуша. Ајде, било па поминало. Туку да ти донесам да ручаш нешто. Така, ајде донеси и чекај. Послушај ме. Не треба да си ставаш сакалми на душата. И без тоа имаме доволно товари на главава. Разбираш? Ајде сега донеси да ручаме и треба да се вратам пак надујќен да си ја доспастрам стоката. Ајде. Арно, ајде сега ќе донесам. О, здраво живо, Митре. Здраво живо. Абе, шо е ова работа? Шо бе комши? Како шо, ами, лели сме комши, соседи шо се вели. Те нема, не можам никаде да те видам. Да те видам шо правиш, како си, арен ли си, шо чиниш. Абе види, јас си ја бркам мојата работа, ти си ја бркаш твојава работа. Шо да ти кажам? Ако само си велев, знаеш, муабетот ми беше те нема да дојдиш некојаш од кај мене да наминиш, да те видам шо се види. Абе, да изиграме по една партија со ова книги, бе. Да ги свртиме папазите шо се вели, а? Сполај ти, комшија, јас не сум по таа работа. Комарџилак јас не ти играм. Ако сакаш за трговија да правиме муабет, арно, ако не пак арно. Ако де, не се лути, така само те сретнав. Муабет си правиме. Така се. Ако ај сега проштевај, си имам работа, треба да одам. Ако де и јас си имам работа, ќе одам до Вмеана. Ај се чи. Ништо. Ќе изиграм една книга со ова папазиве. Ако сакаш ти дојди, гледам те бива. Абе, не. А? Ај, бркај си работа. Ај со здравје. Добро, со здравје. Море, се налути. Санки множот подгуша му го ставив. Ако да, лути се. Домакинке? Жено? Домакинке? Кажи, домакине. Кажи. Оти не доаѓаш кога те викам? Еве ме де. Кажи. Како кажи бе, жено? Како кажи? Добро, цел ден работам, снагава ми капна. Доаѓам дома, ручекот не е на маса. Не направи ручек. Како бе така не направи? Имам една сакалма на душава. Каква сакалма бе, жено, каква сакалма? Пак за тоа од вчера сега ќе зборуваме? Абе во мисла ме кладе тоа што ми го рече бабата. Што ти рече? Ми рече дека ако сакам да имам челат, треба да одам... Што треба? Кажи. Треба да одам во куќата од комшијата, ете тоа треба. И? И што и? Ме сполови тоа што ми го кажа. Амори, жено, 1000 пати досега зборувавме за таа работа. И ти кажав, оти тоа се женски будалалаци. Ти реков, оти не треба да веруваш во такви работи. Ти реков. Ти треба куќата да си ја гледаш, а не да мислиш за такви глупости.
Уште еднаш да не сум те слушнал за ова да си ми зборувала. Ме разбра? Добро, Ме разбра? те разбрав. Почекај сега, веднаш ќе ти направам јадење. Не сакам. Ќе си одам надуѓа. Ајде, ај Павели, влези, влези. Ич не сум за влегување. Оти, мајка, Дојдов да те прашам нешто. прашај де ако знам, ќе ми ти кажам. Ами, бев пред некој ден кај баба Срмена и ми гледаше на кафе. Ете. Така беше. Како што ти кажав. Сега дојдов кај тебе да видам дали е вистина тоа што ми го кажа или не е вистина. Ако знаеш ти да гледаш. Орчедо, јас таа работа одамна не сум ја правила. Ама сега, ако е за мака, ќе ти видам. Чекај тука. Ајде. Ај дај го рачето. Што вели? Што вели? Одамна не сум гледала чедо, ама вели оти судбината ти е таа. Така да знаеш. Ако сакаш да имаш челат, ќе го имаш само ако си во онаа куќа. На соседот. Гледаш? Гледам. Не онаму, се гледат од тука. Значи вистина било. Штом го слушнав 2 пати, значи е вистина. Така кажува Гравчево. Е добро. Сполај ти многу. Здравје да имаш, чедо. Комшија! Почекај бе, комшија. Поминуваш да минуваш едно здраво живо, не чиниш мајката. Слушај, комшија. Ај, гледај си работа и остај ме. Разбра? Чекај бе, комшија бе. Ако сум јас комарџија и јас сум човек, оти така ми викаш бе? Ако сакаш да изиграме на партија со книга, оти беаш како ѓаволот темјан од мене? Слушај, ај не туку ми ломоти многу, оти ако ти ја врзам една преку светила, ти ќе бегаш како од самиот ѓавол, разбра? Ја ти се мочам во книгите. Сите мене ме прават будала да ме комарџија, ама галиба не сум сам. Комшија! Ако сакаш, намини в меана. Да изиграме една партија со ова книгиве. Џандар. Каде одиш? Си заминувам. Кај заминуваш? Ти кажав што ми рече бабата. Бев и кај тетка Капинка и таа на Граф ми гледаше. И повторно истото ми го кажа. И сега што мислиш да правиш? Утре одам во куќата на комшијата. Кај комарџијата ќе одиш? Ќе одам. Многу си ми мил, ама сакам и челат зад себе да оставам. Сега ми е доста. Сега има да појдам и кај бабата, и кај тетка ти Капинка капини наглати пораснале. Има да им ги запалам куќите оти тие мене, куќава ми ја запустија. Ме разбра? Митре! Мори вештерке една. Мори бабиште едно непрокопсано. Што ти требаше, мори, да се мешаш во туѓи работи, а? Што ти требаше куќата да ми ја запустиш. Оти, мори, така и рече на жената, а? Оти! Бабиште едно проклето. Да знаеш, оти куќата има да ти ја запалам. Да знаеш, оти ќе те сотрам, ме разбра?
И не ми кажа комшија, шо ти вака на кај мене, а? Шо си посакал вака комар да играш со мене? Јас колку шо знам, се ме пизмеше за комарджилакот мој. И шо вака одеднаш ти текна комар да играш, а? Абе, на голема мака сум. Решив ако губам, се да губам. И ајде, доста ме прашуваш за тоа, дај да играме. Полека бре комшија, ми не оди тоа така. Тутун пиеш? Не пија, мама сега ќе запала. Бујрум. Сечи. Аман бре комшија. Абе, со две париња почнавме, се ми зеде. И дуќанот бре, и стоката, и се ми зеде. Уште куќава ми остана. Имам среќа дека прв пат играм. Ако сакаш тука да застанеме. Не. Ако почнав да губам, ќе продолжиме да играме. Ќе продолжиме и на куќава. Не ја ставам на облак. Ако добиеш, зем ја и неа. Ако не, лека полека, се ќе си врата. Арно, ти си знаеш. Аш. Еве ти ги. Книгиве. Сечи. Сечи. Митре? Добар Што ден, правиш домаќинке. Абе, што правиш тука? Абе, ти кажав дека ќе доаѓам овде. Што си направил, бре, Митре? А бре, да не го отепа комшијата. Не бери гајле, не сум го отепал. Синоќ ја игравме комар. И му ја зедов куќата. Бабата како ти рече, челат ќе имаш во оваа куќа. Епа повели влези, куќата сега е моја. Леле, домакине, пак нарно излезе работава. И јас не верував, ама така излезе. Како рекле, тоа што ќе ти наречат, тоа и ќе те снајде. Така. Така е. Ајде сега пушти ме да влезам и да ја подготвим еден бакшиш на бабата. Ти вистина погоди.
Така е. Ајде домаќинке. Повели, влези.